се плаши, пошто ништо не може да учини он. Ништо не може он. Се лаже, што да му правиме? Кој ќе победи, на тој ќе му дајемо глас. Затоа Зоран Заев бега од избори. Па затоа бега, он друго чара нема од njega. Само гледа да поквари Македонија, да ga руши. Тоа е проблем. Тој само он измислуев да прави гужву, да дојде на власт без што ги луѓе не сака, они да дојдев на власт, да прави беле. Они бил на власт и пензиони скинаше и све живо и затворива све. Овој многу фино пензиони качи, социјално качи, студенти тамо ги даде да шетав без пари, пензионери без пари, више нема куде. Субвенции на луѓе задоволни селјаци, нема што. Ама овој да дојде на власт на силу човек hoće. А кад го никој нече, само да дојде на власт. Ја не знам што се... Дали вие до сега си гласавте како што треба? Све у реду, никад не сме имале проблем. Од мене имал ју список, све толку години, јас сум стара више, 70 години, овде 50 години, никад не сме имале проблем. Ни ја, ни муж ми, ни деца, све у реду. Они само измислуе. Нешто, има неку поддршку вајда со страну, некој ги бцка и тоа е тој. Да ве прашам, проверивте ли дали ве има во избирачкиот список? Не сам моментално проверила и не знам дек се ни проверува, тоа ја искачам на гласање. Така, секогаш ли гласате на исто избирачко место? Да, на исто избирачко место гласам. Имало ли некогаш проблеми по однос на вашето гласање или на некој од вашите блиски, ако сте запознати? Мислим во нашиот регион дека гласам, до сега не имало никакви инциденти. Не. Па сега натаму не знам. Дали некој имал проблем да се најде во избирачкиот список, еве некој што го познавате, па не можел да гласа? Не сум забележила тоа. Така, мислите ли дека постои некаков проблем или СДСМ го креира? Постои негде, мислим, по селата натаму, не знам. Не сум запознаена, поштено. Дали некогаш имало проблем во однос на гласањето, дали мислите дека постои проблем или СДСМ го креира? Не знам. Како да кажем, СДСМ беше све испродало. И Палагонија, и фабрики, и комбинати, све ништо нема. Што ти ми СДСМ? Реално мислите ли дека има проблеми во избирачкиот список или некој ги креира? Мислам дека не би требало да има, затоа што тоа се податоци кои што се земат од Министерството за внатрешни работи. Не би требало да има такви работи во мобилизации. Единствено ако некој да речеме не е избришен од погребани, па некој за нив да гласа. Така мислите ли дека СДСМ ги инсинуира овие вакви проблеми? Па мислам дека навистина тоа со силна сака се симулира да се избегнат гласањето. Мислите дека ги избегнуваат изборите? Сакат да ги одложат? Да, сакат да се избегне изборите, сакат да дојдат на власт без избори, а тоа не може. Така, постојат ли, знаете дека постојат населени места кои што немаат улица и број, на кои што жителите се водат само на одредена адреса како населба, например. Познавате ли такви? Ја мислам дека се уште постојат адреси кои што на улиците, да речеме, нема некаде броеви, само улицата стои. Така, ви запрашувал, знаете ли дека постојат населени места кои што немаат улица и број, жителите се водат само како жители на населба. Има ли такви во нашата општина? Има, па нормално да има, зашто секое село нема улица. Сите се адресирани на една по поранешни услови, задна пошта. Се уште постои тоа, така да тоа е еднината, поедина најверојатно ќе се реши тоа. Ма тие се прат сакат да избегаат изборите. Се прат. Се да најда мана, само да се избегаат изборите. Само тому е. А никаква програма нема да некоја програма назад, да изалажат луѓето да си речат ова програма е поарна, ќе гласаме. И Бранко обеќе по еден човек ќе запосли ништо. Овие сега нема никаква програма. Ја не знам. Ами ќе бегаат тие, нема друг излез, мора да бегаат тие. Уште чим го обнови поново да се помери, се знае дека не може да победа и се бегаат. И секогаш оној кривио бега. СДС ова што го прави не му доликува како учени луѓе, си сметав. Па видите сега, ако има неправилно, неправди на нешто, нека се успора. И тоа сега во овие моменти тоа не би требало, бидејќи ево, сакаме за Европа да одеме, ево и друга поред седма покана имаме таму, тоа се би било лошо, значи, за нашата држава. Не сум имал никакви проблеми. Се одам честно и поштено, си гласам, дека сакам, никој не имам притиска, никој не питам и ни па дозволувам некој да им влијае. А што мислите за обидите на СДСМ да го оспорат избирачкиот список? Па веројатно имат страф
Никој пат не е имало проблеми. Има си ги таму представници од сите партии и тука дека се избирачките места, да кажеме, нема некој проблем да може некој да, што викат по 3 пати, по 4 пати да гласа. Како ќе гласа? Кога знаат и тие што се представници од партијата од исто место се, нели, иста местност, познаваме се меѓу себе, така и сегде, валјда, на секој избирачко место. Искрено, значи, многу не сакам да мешам во тие работи, пошто си има стручни лица за тоа, меѓуто сметам дека секој ако има смртен случај си го пријавува, лицето се отпишува. После кој ќе проверуваме на список гласачки го нема, мислам дека е исправно, дека е во ред.